Денес имаме една посебна приказна за вас, сенашинец од Прилеп кој живее во Австралија заедно со Прилепското друштво Методи Андоновченто од тука од Сиднеј покрена акција да се соберат средства и да им се помогне на нивниот прилепски миленик фудбалскиот клуб Победа. Со мене денес е Гоце кој ќе ни раскаже како започна се ова, како се вклучи заедницата и што значи ова поддршка за градот Прилеп и воедно за фудбалскиот клуб Победа. Се покрена голема акција со цел да се поможи на фудбалскиот клуб, морам да кажам за мое жалење, некогашен фудбалски гигант не само во Македонија, туку во целата Југославија. Гоце Павлевски, за почеток да те прашам каква е моменталната ситуација во Победа? Првен поздрав до сите гледачи на овој твој YouTube канал, да ги поздравиме од од спортскиот центар Илинден. Моменталната ситуација е многу лоша финансиски и организацијски, затоа ние како јас, иницијатор и член на Прилепското друштво Методи Андоновченто, покренав иницијатива доколку можеме да се обединиме и да собереме средства за помагање на фудбалскиот клуб, да не како исто ти што кажа, како еден на големите брендови, да не сгасни, значи се обедуваме да помогнеме за да се врати на кај што му беше местото. Кај што му беше местото. Ние од Битола, вие од Прилеп имаме сигурно истата маки во Битола, Перистер зостанува, Победа зостанува. Како од толку фудбалски големи гиганти за да се спуштат на ова ниво? Што мислиш според тебе што е причината? Од ова гледна точка од овде во Австралија, значи тоа е од недомајчински работење, значи слаба организација, слабо раководство и слаба енергија на сите кои биле дел од тој колектив. Кој раководи моментално Прилепска Победа? Моментално има управен одбор, така се имав неслушнато, се видов несудечки. Ситуацијата не е сјајна, така да сето е... Значи горе-долу е ситуацијата слична. Гоце, кажи ми, сега те прашам во врска со твоето, со вашето Прилепско друштво Методи Андоновченто, колку луѓе број, колку време раководат овде луѓето во Сиднеј, колку време постои ова друштво? Друштвото постои, да речеме, далечната 82-3 година, така да ние сме моментално, управата наша моментално е последниве 5 години, така да сме во добра бројка и сите кои хуманитарни акции што ги организираме секој се преполни, така е за ова година за 3 недели пак правиме хуманитарна акција за 11 октомври, така да веќе сме продадени. Значи се работи за игранка нешто? Да. Мислам може кој сака да види да појде на страницата наша, ги имаме сите информации. Значи тоа ќе биде на 11 страница. Методи Андоновченто, Прилепско друштво. На Фејсбук? На Фејсбук, да. Тука значи има време и дати кога се... Да. Забавата ќе биде на 11 октомври, а веќе сме продадени, така да кој сака може другата година. За ова година сме веќе распродадени. Кажи ми средствата од забавата која организирате на 11 октомври и сите забави кои сте организирале, како ги користите средствата од тие забави? Еве да речеме последниве 5 години, како што сум дел од ова управа, моментално работиме како едни од најдобрите до сега. Можам да се пофалам и во диаспората, како едно од најдоброто друштво. Секоја година, после секоја забава, сите средства ги организираме како донаторски, како дел, почнавме како дел на сите училишта во Прилеп и околните села со помагање на луѓе на кои има потреба. Еве една најголемите акции што беше на Прилепското друштво организирано со фудбалскиот клуб Линден, собравме околу $100,000 за помош на страданите во Кочани. Одлично. Сега да се вратиме на фудбалскиот клуб Победа, кажи ми чија беше иницијативата за да се соберат средства за Прилепска Победа? Иницијативата, да речем, не можам да кажам само јас, мислам во сите има тлеј, во секој најважна победа тлеј, што ги имаме тоа жарче. Еве некој од нас веќе почна да извира тоа жарче, не можевме поискам да седиме со скрстени раце, така да кога бев на прошлава посета во Македонија, да речем, пред еден месец, се сретнав со дел од мои поражачни другари, членови на највачките групи Маркови внуци на мајмуни, и така со еден спонтанен разговор решивме да направиме
да имаме да направиме за помош за победа. Една соработка. Една соработка. Дали ова звучи како малку неформално, дали имавте формална средба на пример со раководството на победа? Да, исто имавме и со нив, така да и тие ни дадат врзани раце, па да видиме како ќе положи. Која е крајната цел, на пример, прилепчаните од Сиднеј за да поможат во Прилеп, али која е крајната цел? Ова е само почеток. Тој имав еден друг разговор, па ние сакаме како да ставиме некое финансиско средства, да ги собереме и да биде како еден вид ветер во грбот на фудбалскиот клуб. Пример, фудбалскиот клуб да работи и тие да работат нешто и ние за да помогнеме сите заедно за клубот да успее да се врати на старите патеки. Кои се кои се тие старите патеки? Кај ја гледате победа? Па моментално ја гледам во втора лига. Ова е како обид само да се стабилизираме во втора лига. Значи за да видиме за стари патеки ми е потребно може повеќе од 5 до 10 години. Така да мора некојаш да се почне од почеток и да размислуваме само во реалност, да не сонуваме дека ние можеме да бидеме шампиони, него да почнеме од мртва точка да одиме нагоре. Сум од Битола имаме сигурно заедничка мака и Пелистер и Прилепска победа се на дното на македонскиот фудбал, а знаеме македонскиот фудбал кај котира во рамки на Европа. Моментално во Македонија се прворангирани некои екипи за кои да бидам искрен немам ни слушнато. Би било добро сите овие екипи од поранешните, да кажам, кои важат за гиганти на македонскиот и југословенскиот фудбал да може да се вратат сигурно назад на старите патеки. Проблемот е во нас. Јас го гледам во нас како луѓе, како институција, никој не сакаме да помрднеме, секој сакаме некој друг да дојде да ни помогне од страна, а ние да бидеме мртви гледачи, а тоа го нема нигде. Значи, јас го гледам проблемот само во нас и ние треба да бидеме тие кои ќе биде инспирација за другите да ни помогнат. Така да без работа нема ништо. Дали во Прилеп има достојни луѓе кои можат да го водат фудбалот во моментот, пошто имаше еден период од Прилеп имаше дури во федерацијата луѓе? Па има и моментално во федерацијата, само да бидам искрен и нажалост не знам многу, не сум информиран со тие работи, ама и да има никој не мислам ни моментално да сака или не знам од кои причини е оставено на забот на времето победа како од еден гигант, како што рече, се распаднавне на една обична екипа која нема сили ни во втората лига. Гоце, морам да ви честитам тебе и на Прилепското друштво овде во Сиднеј за овај ваков потек кој го повлековте со цел да му се помогне на Прилепска победа. Дали можеш да ни кажеш дали се собрани до се некои средства, колку средства се собрани, ако не е тајна, или не мора да се одговори во детали, али дали е собрано ништо? Тајна не е, тоа е оди на Facebook, директно ги има, секој може да види колку се. Почнав, имаме некоја одредена сума, само јас како лично, како прилепчанец, се страмам уште дека сумата е многу мала отколку што ние сме сите. Мислам ми честитаат, ама проблемов не е за честитање, проблемов е да се помогне на победа. Така да пак апелирам, не мора да ми честита дека зборувам на телевизија, туку да помогна сите заеднички за победа. Кај може да се донира, да видат гледачите, кај може, кажи ми точно да се донира, кој изразува желба да донира било која сума, кај може да го сторат истото? Истото имаме оформена страница, GoFundMe за Спас за победа, значи може да влезат во страницата моја на Facebook или ја има исто и на GoFundMe, да се најде кој сака може да донира. Значи секој долар е добро дојден. Ова е апел до сите, не мора да биде во Австралија, во цел свет. Значи се работи за македонски клуб, македонски бренд, така да ако се чувствуваме патриоти, може секој да помогне. Точно така. Колку прилепчани за една споредба живеат во Сиднеј од прилика или во цела Австралија? Па сега со бројки не можам, ама сигурно има преку 5000, мислам дека има. Сега не мислам пак доволен број е што може а во цел свет може има и фаза од 10 до 15.000, така да по $10 се големи пари. Сега апелирам, кој сака може да помогне. Од кој ќе се соберат средствата, после кај се испраќаат, кај ќе одат, пошто се поставува со омнешка народот, нашиот народ се поставува, дали ќе се искористат на место пари? Имаме како јас иницијатор, со иницијаторите од Прилеп, ако собериме сума, значи сакаме да избериме после да влеземе во управата на Победа
и да се избери преку конкурс човек менаџер што може да ја води победа. Значи нема потреба да биде некој дали јас или трети или друг, треба да се избере човек што вистински знае и има можност да ја работи таа работа. Луѓето обично прашуваат кој ќе ги раководи парите, кај ќе се искористат и тука се ова најголем сомнеш кај нашиот народ, стално. Затоа сето треба да биде јавно и затоа апелирам ако успееме, ако успееме да собереме, значи ако успееме да собереме, сакаме да има како јавен конкурс, да имаме некое лице што ќе може вистински да управува и да ја води така да има некој моментално на листата потенцијални кандидати? Не. Првен треба да се реализира, па после да се истакне јавен повик дека може кој сака може да биде. Значи треба профил од спортски работник и менаџер. Значи не е потребно нешто за водење на клубот. Кажи ми, Гоце, која е твојата поврзаност? Знам дека си прилепченец, али кажи ми која врска те поврзува со Прилеп и Прилепска победа? Па, уште како дете, како и ти и јас исто, сите сме биле фудбал бил голема пасија на сите деца, така и ние израставме со фудбалскиот клуб Победа, како одеа годините, така и тинеџерските години, како идеше толку поичке ме засакавне Победа, бевне дел од незе на секое гостување и по странство и во домашното првенство, дури да дојдам овдека во Австралија. Ама сепак пак уште сум верен и нонстоп кога можам помагам, кога можам одам и Јас добро се сеќавам утакмиците со Перуџа, со Одра, па со тај украинската копната утакмица. Некоја утакмица која ти остана во сеќавање? Па, во сеќавање беше тоа една, мислам јас дури бев со Перуџа беше, а исто така и со Парма, каде што имаше најголемото, мислам, еден вид дома игравме како гостување во Скопје, 23 вагони, имаше прилепски навивачи, околу, мислам дека преку 4.500 публика. Од Прилеп што појде во Скопје. Во Скопје. Да. Така. Друго, дали имате некои фудбалски работници, да речеме фудбалери кои биле бивши фудбалери на Победа, без разлика дали од Австралија, дали од Прилеп, дали некој од тие луѓе кои му е местото во фудбалот ќе се уклучат таму кај што треба да бидат? Уште е рано за такви работи. Имаме во контакт, овдека сме во контакт со, значи како дел еден од иницијаторите, можам да го спомнам и Спасе Најдовски, кој исто така тренер на 20-ките на Рокдел и Линден. Има и некои други овдека што се во Австралија, така да сакам како со времето се собира средства, така да почне да се отвора други теми на разговор. Сега е уште рано, како што реков, не многу ни се мали средства за да можеме да кажеме нешто друго. Значи мора од негде да почнеме. Просто не ми се верува дека дојдовме на ниво да ја спасуваме Прилепска Победа или Битолски Пелистер. Се надам дека сето ова ќе оди во една добра насока и се надам дека нема да биде краен дострел таа втората македонска лига и ќе биде се погоре и погоре. И се надам еден ден шампиони, зашто не? Па да се надеваме, како што сегаш кажуваме, надежта последна умира. Само прво и најбитно е да собереме средства, обстанокот, а после обстанокот да размислуваме за други работи. Значи многу е критична ситуацијава, така да место за други погледи моментално немаме. Ние амбиции имаме, само една амбиција да имаме обстанок. Се надевам дека ќе ви се оствари сето тоа и кажи ми која е поврзаноста на Методи Андоновченто со овој клуб овдека што сме моментално. Па да речеме јас, поврзаноста, ние како организација многу добро соработуваме со фудбалскиот клуб Рокдел Линден и за една информација, јас сум член во управата на Рокдел Линден и ја ведем ги поздравам сите гледачи што ќе го гледат ова на YouTube каналот в среда, извинете, на 13 в сабота во Когра на Джувели стадион, значи Рокдел Линден го игра финалето со Апија Лајкар. Значи сите се добродојдени во 18 часот. Значи овој финале е на? Финале на Националната премиер лига. Значи се бора тука за шампиони, да, една утакмица. Да. Колку време сте во овој клуб овде? Во овој клуб сум веќе 4 години и сум управатив во делот на организација. Така да овој клуб е многу голем и затоа овие импресии кога бев последниот пат во Прилеп му ги пренесов во каков клуб работам и со колку луѓе работиме, така да кога се сака се може.
Па може Гоце да му дајте пример на луѓето во Прилеп како се работи правилно еден фудбалски клуб? Па истото, јас тоа ностоп му го спомнам, дека ние како управа сме најмногу заангажирани. И ако нема управа што е заангажирана, клуб не може да постои. Така да еве гледаме денес во каков клуб е прераснат Рокдел и Линден, значи со шампионски амбиции, со 1200 играчи кои ги има, значи еден од најголемите клубови во, да речем, во диаспората македонски клуб, па може да се рече во Македонија. 1200 играчи во сите категории. Во сите категории. Значи имаме два дела, професионален и аматерски. Во професионалниот дел имаме околу 400, а во аматерски имаме околу 750. Одлично, Гоце, фала ти многу за твоето драгоцено време и за на крај ќе да прашувам ако може во една реченица и по можност, ако може нешто да му се порача на фановите во Прилеп и луѓето кои искрено сакаат прилепска победа, која порака би му порачале? Па пораката е една е. GoFundMe, донирајте да помогнеме. И ова беше една искрена приказна за љубовта кон родниот град и секако фудбалскиот клуб Победа, која прилепчани носат со себе без разлика кај да се во светот. Голема благодарност до Гоце и до сите членови на Друштвото Методија Андонов Ченто од Сиднеј за нивниот труд и пожртвуваност. Секако дека ваквите иницијативи се потсетник дека македонското срце чука силно и тука во диаспората. До следното видео, поздрав и чувајте Македонија во вашето срце каде и да сте. Јас сум Радко, ова е Австралиски живот и сесрно ве поздравувам до наредното видео.